Благодарам. Добро. Почитувана јавност, почитувани медиуми, ете завршуваме со дебатата за избор на еден член на Советот за јавни обвинители. Тоа е едно тело за тие кои што ете не се толку детално запознаени, каде што треба да го извршува изборот на јавните обвинители во Република Македонија. И тоа е посебно тело од она тело каде што можевме да видиме како бесрамно се пресметуваат некадарните кои што ги имаат во оваа држава за земено одговорните позиции за тоа кој ќе има поголема политичко влијание врз тие правосудни институции во оваа држава. Многу суштински говор на пратеничката колешката Петрушевска, заради тоа што тука можеме субјективно да проценуваме дали е така како што кажале едните или другите, но оценката, средната оценка која што е извадена од извештајот на Европската комисија за тоа како Република Македонија се справува во рамките на правосудството е детален. Исто така индексот на Transparency International и сите други мерења на тоа како Македонија се справува со корупцијата, со криминалот, укажува на тоа дека последниве 6 години никогаш не сме се наоѓале во ситуација да бидеме покорумпирана и покриминална држава која што воопшто не се справува со тоа кое што се нарекува правосуден систем. И слушнавме многу теми денеска, многу разговори, како било во ваше време, пред 6 години, тефтерче, мефтерче, и тоа ќе го слушаме затоа што тоа е политички фолклор. Но суштината е следна. Суштината е, драги граѓани, дека пред 6 години овие луѓе кои што сега се од мнозинството, најчесто оние кои што се најгласни, кои што земаат реплики, тефтерче, вие, ово и оно, едно, друго, трето, беа најглавниот мотиватор за таа влада да падне. Нели, излегоа сниманите разговори, па ќе донесуваме правдата, нема правда, нема мир, и ако нешто најмногу ми се допаѓа преку овие аргументи кои што се заеднички за сите граѓани е тоа дека такво лицемерие владее во политиката во Македонија, да истите оние кои што се сега мнозинство, и едноставно драго ми е, па би кажал, ете, барем за ова во правосудството, што добија шансата да покажат колку не знаат, колку се некадарни, колку се лицемерни, колку се злобни, и на крајот ви даваат причина за наредните 11-12 години да не им дозволите да помислат да дојдат на власт. Затоа што го прават ова. Еве ќе зборувам, не по тоа субјективно дека јас сум ВМРО или тој што ќе ми се јави за реплика е од СДСМ, не. Да зборуваме за квалификативите на квалитетот на оние одлуки кои што ги донеле овие луѓе. Еве вака. Катица Јанева е една, Љубомир Јовевски е втор, Вилма Русковска е трета, Добрила Кацарска е четврта и Исла Мамази е пет. Ако ја земеме анкетата на ИРИ, таа многу јасно кажува, затоа што ИРИ е нешто околу што се согласуваме сите тука во оваа просторија. Дали правосудството било подобро пред 5 или 6 години или сега? 4% од граѓаните имаат доверба во судството, а 3% на граѓаните имаат доверба во обвинителството сега. Јас помнам еден призор, кога тука многумина кои што потоа добија функции во извршната власт, беа пратеници мафта, солистови, читаа бомби, овој кидал во затвор, оној кидал во затвор, тоа бил криминален режим. Анкетата не ири и времето сите ве демантираше. А тоа што ве демантираше е дека вас не ви било ништо поважно од тоа да дојдете на власт и само да штитите криминал. Да крадете, не вие можеби, затоа што тука има многу честни луѓе кои што јас ги почитувам, ама да краде Заев, да краде Ковачевски, овие од Дуида, буквално се променат физички од тоа колку е количеството на украдени пари, и ред. И сега доаѓаме до главното за кое што дискутираме. Советот на јавни обвинители, драги сограѓани, е телото, како што кажав, кое што бира јавни обвинители. И сега ние нудиме кадар, кој што, внимавајте, кои му се двете најсериозни вака белези или епитети. Што работел во СЈО и што СЈО му платило 30.000 евра. СЈО сите знаеме како заврши. Тоа беше еден балон на така напумпана надеж, кој ви требаше, за кој што уништивте многу фамилии, многу судбини, затоа што тоа беше на какистократија. Тоа е кога најнеспособните добиваат најодговорни позиции. И ставивте
една толку неспособна криминална жена, која што имаше улога само да притиска луѓе, само да создава процеси против неистомисленици, па илјадници луѓе од ВМРО ДПМН идеа таму, и на крај точката на топење која била Боки 13, и подпредседателот на собранието, Боки 13, рекет за еден кауч, за намештај. За намештај. Значи, точката на топење била намештај. И кога ја носевте тука во комисиите, тука има пратеници кои што биле, и она велеше, немам ја што да ви давам извештај, и тука цела една група на луѓе и шепкаше позади да знае да сврзе една проста реченица. Се срамам што го зборувам ова. Срам ми е што, како држава, што дозволив. Зошто? Само за да дојдат на власт. Да не бидат едни, да бидат други. Да завршим. Таа жена нема никакво искуство во ова. Била судски соработник. Јас ги почитувам многу судските соработници и мислам дека кога се бира суди треба сега на нив да им дадеме предност, затоа што знаат, работат со судиите, имаат искуство, ама судски соработници да ставаме на одговорни позиции. Кога веќе еднаш имаме видено како ќе заврши тоа, како Весна Дамева, зошто бе луѓе? Абе зошто луѓе, кажете ми? Дали ќе смени нешто? Не. Па дали сте свесни дека целата меѓународна заедница, еве ќе ви споменам две имиња, и нема да навлегувам во непотребна тавтологија, не ме интересираат вашите реплики, вашите аргументи, народот ги гледа. Еве ќе ви споменам две ситуации. Прво, коментарот на незината екселенција Анџела Агилер, каде што рече збунета сум од ова што се случува во судскиот совет. Дно и срам. Потоа изјавата на холандскиот амбасадор, дека е срамота тоа што се случува таму. Се тепаат пред камери за влијание, за тоа кој ќе преовлада, па се тужат меѓу себе, па носиме различни несериозни ликови кои што даваат несериозни изјави. Дали разбирате дека тие изјави се условно кажано нудење на политичарите и на бизнес елитите во државите? Па ја ви кажав и на комисијата дека имаме меѓу нас пратеник кој што воедно е бизнисмен, кој што може директно да ви каже, може би од непосредно искуство, не мора да е лично, како судските инстанции во Македонија ги рекетираат бизнисмените и ги земаат предметите во повисока инстанца само за да ги наплатат парите од нив. И сега ние тука ќе зборуваме за правосудство. Абе луѓе, тоа што се случува во претходно, знаете што е за ова вие што го правите на оваа држава? Пример за демократија. Пример за демократија. Тука се зборуваше едно време и не сум горд на тоа, може би е голема грешка. За еден покоен обвинител на кого што ете не е во ред да му го споменам името, сепак човекот си е покоен. 40% имал поддршка од граѓаните. Знаете што правевте тука? Еве нема да споменувам какви функции имаме во Савава. Тоа имаше паѓање у несвест тука, тоа беше превртување, тоа беше затварање, такви хипокритични потези и глумење имаше тука. Сега ги нема. Сега е штама. Зошто? Затоа што оваа господја треба да седи таму, за на крај да поентирам, за да може синот на председателот да стане обвинител без завршен факултет. За да може обвинители да се било какви сетине, какви кадари или синови, керки на такви луѓе. За да може утре повторно политички неистомисленици да им се доделуваат обвиненија. За да може повторно да инсталираме мафија во судството која што ќе рекетира луѓе или за политички поени на неколкумина од одредена партија ќе уништува судбини или ќе влече луѓе за уши по судници и ќе ги обвинува. Ставаме еклатантни примери на неспособни луѓе на високи места. И ова мене ми е тотално неважно, затоа што еве ви кажувам утре, ќе има ветинг. На клоци ќе ги избркаме од тие институции. И парите ќе ги вратат назад. И ова ви го кажувам директно. Ама штетата што ќе ја предизвикате на оваа држава е далекусежна, затоа што на извештајот на Европската комисија наредниот пат уште послабо ќе бидеме оценети. Затоа што секој ден представници на меѓународната заедница ќе не брукаат и во светот, и во Европа, и тука. Затоа ви велам дека ваквите предлози треба да бидат што е поскоро повлечени, да се направи еден јавен оглас, да се најдат најспособните, да се постигне консензус околу тие кои што навистина може да испорачат и тие луѓе да ги бираме. Затоа што ваквите предлози се во најмала рака несоодветни, несериозни и нема да дадат никакво подобрување на и така руинираниот правосуден систем. Благодарам. Реплика Жаклина Лазаревска.